сликата е навистина шаренолика. Директно зависи од локацијата на настанување на основното заболување, дали се работи за мозочен удар, дали се работи за физичка травма, независно од сето тоа. И е многу битно да се знае дека афазијата директно предизвикува и ограничување, односно оштетување на секојдневниот живот и социјалната инклузија на лицето, бидејќи ретко кога лице кое што се стекнало со афазија како последица на некои од овие, да речеме, основни диагнози, основни проблеми, може да се комплетно врати во секојдневието онака како што било пред да се случи основното заболување. Тука мора да ги спомнеме и физичките травми од типот на акутни болести, дали е тоа удар, собреќајка и така натаму. За жал, еден факт кој што се уште веќе не загрижува е дека се помлади луѓе се соочуваат со оваа состојба. Ако порано беше тренд да бидат тоа возрастни луѓе кои што имаат заболување на крвните садови во мозокот, ако се тоа луѓе кои што се склони заради хипертензија да доживеат мозочен удар, но тоа најчесто беше над 65 години. И доминантно такви пациенти се случуваат да се побараат поддршка и помош од центарот во кој што работам. Сега веќе состојбата е поинаква, се помлада популација се појавува и се пошаронолика е сликата на состојбите кои што предизвикуваат афазија.